Мислам дека некој тука лаже. Стално викаме дека децата се нашата иднина. Јас лично сум малку загрижена за тоа како се однесуваме ние со нашата иднина, односно како ги третираме децата. Ги праќаме во школа, каде што поминуваат голем дел од нивното детство, голем дел од денот, местото каде што треба да се развијат во човечки суштества, во луѓе, во функционални луѓе кои што утре ќе бидат иднината на државата, а условите во школите во кои што ги праќаме се малку дискутабилни. И повеќе дискутабилни. Инспирацијата да го направам видеово и да зборувам баш за оваа тема ја добив од една статија која што ја прочитав пред некој ден и која што ќе ви ја ставам долу во description. Во статијата се изнесени резултатите од поминатата од инспекторската посета во училиштата, во голем дел од училиштата во Македонија, каде што се посетени над 300 училишта, средни и основни, и над 100 градинки. И сега во извештајот од инспекторите се кажува дека во речиси половина од училиштата се најдени некакви проблеми кои што треба да се решат, и во некаде околу 20% од градинките има некаков проблем. И сега мене ме изненадува што овие бројки не се малку поголеми, затоа што јас мислам дека во најголемиот дел од училиштата во државава нема соодветни услови. Меѓутоа, каде всушност можеме да видиме дека овие бројки апсолутно не се точни, е тоа што кажуваат дека проблемот, најголемиот проблем кој што го констатирале во училиштата е тоа што учителите и вработените не оделе на редовни прегледи, здравствени и хигиенски прегледи. Сето друго е супер, значи хигиена на ниво, услови на ниво, столчиња, маси, се безпрекорно. Дури во нивната изјава кажува, значи цитирано е: во однос на хигиената, објектите тековно се одржуваат, значи тековно се чистат секој ден, а во санитарните јазди, односно во вецињата, има течен сапун. Каде? Наспроти овие јавни искажувања на инспекторатот, или како и да се вика тоа, има направено уште едно истражување од новинари за човекови права, кои што кажува дека кој што установува дека во училиштата нема соодветни услови, нема ни тоалетна хартија, ни сапун, ни никакви услови во суштина за хигиена, дури ни корпи за отпадоци. Така што мислам дека некој тука лаже и некој тука не ја кажува вистината како што треба. И јас си реков, чекај, јас ќе видам, ќе откриам како и што е работава. Во денешно време има нешто што се вика интернет и социјални медиуми. И јас испратив една порака и во рокот неколку часа имав 50 ученици кои што сакаат да зборуваат со мене и да ми го кажат нивното искуство во нивните училишта. За кратко ќе ви прочитам дел од одговорите на учениците. Меѓутоа сакам да ви кажам две работи кои што ги сватив од ова мое мини истражување. Првата работа е дека овие констатации на инспекторите се апсолутно неточни. А втората работа е дека децата, нашата иднина, се апсолутно истравматизирани од нивното искуство во училиштата. Што според мене е огромен проблем. Најголемиот дел од учениците со кои што разговарав беа ученици во основна школа, меѓутоа имаше и од средни училишта, и беа деца од најразлични училишта, најразлични градови, така што не се работи само за едно училиште или нешто такво. Првото прашање беше општо, што можат да ми кажат за хигиената и за условите во нивните училишта. А после ги прашав дали има сапун, пошто инспекториве кажуваат дека има сапун кај што можат да се измијат раце децава. Вецињата се катастрофа. Сапун и тоалет никогаш нема.
Кај мене у школа нема никаква хигиена. WC никогаш не сме имале сапун и тоалетна хартија, се чисти, али не е чисто. Мириса цело школо, посебно WC-то. Тоалетите се чистат само со вода и не се користи никакво средство. Чистачките не ни чистат со потребни средства, само со вода. Ке ги испрскаат тоалетите и има прелоша миризба во текот на денот. Прозорците се чистат еднаш годишно. Во училниците може се и се што да се најде, се остава храна и глувци има. Има глувци! Ние може само да сонуваме за тоалетна, не сме ни помисли. Единствено кога ќе дојде инспекција, тогаш се чисти и се изгледа понормално. Никогаш немало сапун кај нас у WC. Па како клас купуваме за во училница само. Ова е нешто што многу често се случува. Во WC-њата нема сапун и учениците си собираат пари за да си купат сапунче во училницата да си го стават, не во WC-њата. На конкретното прашање дали има сапуни, течен сапун во WC-њата, само тројца од повеќе од 50 ученици кажаа дека има. Неколку тројца или четворица кажаа дека понекогаш има, како ќе ти се погоди. Тоалетна хартија нема никаде, а во некои училишта нема ни корпи за отпадоци. Сето тоа ми го кажа учениците кои што се желни да го споделат, да ги споделат своите фрустрации и низ што се поминуваат во школа. Сега, јас не сум некој експерт и не знам точно како треба да се одвиваат овие инспекторски посети. Меѓутоа, мене ми нема логика дека треба да бидат најавени и дека школото може да му се остава на школото 2-3 дена да се исчисти, да се светна, за кога ќе дојдат инспекторите, се да биде како што треба. Ги прашав децата дали се најавува и како одат овие инспекторски посети и ева што ми кажаа. Еднаш годишно обавезно доаѓа инспекција и тие се најавуваат неколку дена пред да дојдат. Тогаш наставниците се добри, фини, па и ако ви влезат на час како да сте кај друг наставник, се однесуваат многу добро и различно од вообичаено. Вели и кај нас се најавува неколку дена пред да дојдат и тогаш се чисти се. Кога треба да дојде инспекција, понекогаш ставаат сапун и тоалетна хартија, а и нас учениците не тераат да си ги чистиме училниците. Може да се каже дека е чисто само 3-4 часа додека инспекцијата во школа, која ќе се замине, исто е пак нечисто. Кај мене инспекција се најавува 3-4 дена пред да дојде и тогаш сите почнуваат да се понашаат добро. Што е најстрашно, сала немавме, ама кога дојде инспекцијата ни ја пуштија и пак ја затворија и немаме сала сега. Значи што се случува? Што се случува? Децата учат во многу лоши услови, во никаква хигиена, а лошата хигиена што предизвикува? Болести, зарази, во една порака имаше и дека се појавила шуга во училиштата. Меѓутоа, инспекторите се јавуваат и кажуваат ние доаѓаме за 3-4 дена, средете се. Во тие периоди се е како што треба, се е чисто, се е добро, се е под коне. Дури имаше еден одговор кој што кажува дека во тој период пред да дојде инспекцијата не ги пуштаат да одат во WC за WC-то да биде чисто. Мислам дека треба малку да се разбудиме за тоа што се случува со децата во оваа држава и да изреагираме, да превземеме некоја акција. Овие резултати, овие информации се тотално неточни. Треба да ги добиеме вистинските резултати, вистинските информации за да можеме да направиме нешто, да превземеме нешто за овие дечиња од 10 години, од 6 години, од 15 години да можат да одат во школа и да ги имаат оние услови кои што треба да ги имаат за да можат да учат и да се развиваат како здрави и прави човечки личности. Значи сите овие линкови кои што ги спомнав ќе ги имате долу во description. Одете, прочитајте повеќе, информирајте се и ајде да превземеме нешто, ајде да направиме нешто. На децата им треба наша помош.